Ајде, добродошле и со среќа нека не е новата сезона. Еве, нека се угоде и без соревнување и без проблем да помине сезоната. Денеска е февруари 27. Старите мудреци од кабадавци рекле у месец орел не се возе, а они не го ставиле коефициентот на задоволство. Така да е месец февруари 27, првото возење, излевање ваа година. И како секој прво возење нормално, тоа е пообразано со големи стравови. Уште пред да почнеме да се качуваме на моторот, што се викаш, кога се спремиш, кога помислиш дека денеска може да се искористи денот да се извозиме, одме еден страх ме фана. Добро, и седно дека нямаме средиш работа, стравот е тука. Но за среќа не беше стравот на место, мислам. Немало место за страв. И панталоните, и палците ме собраа. Тоа е најголемиот страв во почеток на сезоната, јас мислам. Добри, опремата од ланиче не се обвере. Или зимот ме акнале 2-3 кремнадли повеќе. Ама, добро е. Малце сме уште така затегнати, уште не навигнати на вие штитници, митници, ама ќе легнат да се затопат и ќе легнат. Петок е 5 саатот и моментално човечите од работа си се прибират и ќе биде гужичка по вие раскъсниците, ама пусти мерак. Трено. Ту види сонце да е. А новија регистрација има. Само регистрација може да. За сонце, за да се затемниме, ама тоа е тоа. От не фана ја намо дајаме. Добро, шо ке намо дајаме. Ништо, нека се загрее моторчето, да загрееме и ни. Не се брзаме нигде. Сонцето уште е горе, не знам кога заоѓе. Не знам, не разбрах кога заоѓе сонцето. Вие денови, уствари месеци од новата година знаех и едно никакво зимо беше. Би рекол Чиване, не држе на кунтлук. Нити салам зимо фана, нити па салам ден видоме. Седнек магли, дождеви, неко така тамурно и неко, бога го сега, сонце кој живот значи. Одма испаднаме џава која, џа пчелички, и моторџеи, и бициклисти. Одма друго движење има по улиците. Бензинче, јас мислам, Трченска почита, имам уште за 300 км стара бензин, тие да го трошиме, не знам дали има адитиви, шо има, треба тие да го истрошиме.
сите. И сега сме сите, мислам, уште сме радосни и поздравуиме. Тоа се смене намо за 2-3 месеца одма се намале тоа поздравување. Сега сме сите се сакаме уште, сите сме. Шо е во се? Аха, блендот. Нека ево го пасанце. Коче бе да. Задната нешто ми е сумнива. А, не, коче. Дес ме стиснаме како што треба. Не прави шарки да го намочам ја без. Не може шарка да направи. Сега, например, да се накажа, след като споминиш, ментално сите куфери се на моторот, не ми текна да оставам страничните. Нема да изгледа убаво бука, да се дутнам помежу коли со куферите. Десно. Порекал, уште повеќе десно оде. Па десно. И па десно. Сега не е ја дека со десно ориентирана, ама многу на десно денеска нешто ми тргна на мојот. Се држам за два комбе, тоа ако е ДХЛ, ама добро е комбе. Иначе за почетокот на сезоната има разноразни како се вика тоа, совети за сигурно почнување на сезоната. Сите добро знаеме дека луѓето автомобилистите уште не се истренирани дека на улиците има моторџи и бициклисти. И овие период доста често не ги забележуваат мотоциклисти, затоа што не ги очекуваат. За таа цел јас колку што може повеќе вака си најдам некоја. Сега ова комби не е баш толку привлечно за тоа што ми го крие цел поглед, ама обично некоја кола или мотор или некој возило пред мене и со
убаво растојание си се вози зад него. Барем колку толку, едно кај по-малце, напред не мора многу да гледаш. Оно, с краја да е, од нешто време, нигде не знаеш кај ќе испадне нека будала, ама... Ето, мислам дека убаво да се возиш зад некој возило. Оти брзањ, тоа е едно молчање. Стара калеречка изрека. Барем тоа можеме. Ево на 3 зона, барем тоа можеме. Визиро да го дигнеме скрос и да гледаме директно у слънце, да собереме D витамин. Не оти многу, не треба D витамин, ама на ова видео стварно да се гледа ништо, човечи. 100%, ама така ќе биде денеска. Најсипо, степени, 290 км може да изложиме, 45 просек, 4,5 литра, 100 км трошиме, улито е гуд. Притисока на гумите малци сум ги препумпа, не загрејана состојба ги пумпаше и ше ако загреја, так, рипнава по едно малко. Ај, кој ќе застанем, че издишиме малко. Не знам дали ви имам расправано, ама запишано имам негден по тие моите страници. Ако долгогодишен корисник на патиштата и сообраќајната инфраструктура, многу работи имам видено. Не се, ама многу работи имам видено. И многу работи веќе не ме нервират. Ама една работа, ева на семафор. На семафор да се научиме да тргнеме. Тоа, брате. Но во ретки случаи тоа функционира у Швајцаријата. Луѓето кажат да се урочени на тоа семафорите, брада. Никога газ да дадат у одредениот момент. Тогаш ли плетат ли, гублени ли вешаат, касетите ли назад ги мотат. Не знам што работи на тоа семафорите, да. Еве сега влегоме у тунелот и вие едемо погласни тунели, да. Има доста. Вие тука, вие тунел и Ватвил тунелот. Ненормално гласни си, да, не знам зашто. Еве, гледай. Да. Знаеш убаво, ама па одзема по печку, мај. И тоа ќе биде интересно да се проба новата направија од Сена. Они тврдат дека интерфонот на кацигата го користат за уништување на бучавата. И ќе биде интересно тоа да се проба. Шо работи ви, мајстор? Види прашини дигање на... 3.15 еба сигурно. Тоа прашање само 3.15 дава. Дали од полекта возење или стварно има 18 степени? Па да, ама не знам сега, но кажу 18,5-19 степени. Шо знам? Вижте температура.
Автоматот лежи на поле, обртајчките видјади. Машините работа ѓава која сингерица. Амортизација брк работа и ти мислиш си. Кој ќе веќе у тепме да бе? Тука си го носимо точно на држават. Хускварна, мајстор купил. Добро. Сега не стане. Една Риги во бъде, знаеш колко от дома тръгнаме? Кай сме от отидени. Tu можеш предпади и правя ама не сега. Se srunka, ajde bе, давај га, Отишли су едног дана. Видели, а? Сега съдите може да гледам, аз знаеш как хубаво ще видя. О, 60 бе. Што се изтрча да бе. Не разбраме ни кај сме да. Берам унтер, тук сме, значи извъртаме около антена, около село, около антена и право долу. Хеликоптер.
Рано се многите две, рано се стемна, мислам, јас мислам рано се стемна. Ај сега така поштено ќе извозиме до Семпах. Белка ќе фане камерата нешто во мракот, затоа што полека се замрачува. Баш ја испитаме колку може она да издржа. Температурата изнесува моментално, што кажаме, 15 степени. Ај нека биде 15 степени, ама некој не ми личи за 15 степени, колку же и 60. Семпах е едно од поинтересните се езера, регион кај што птиците преселници одмарат од северот, кога одат на југот, например од Шведска тука ќе одморат целене и заминуват па надолу и обратно, кога се однадолу. И тука има една дружина Семпахар Фоgelvart, што ги бројат пилињата. Шетат тука меѓу дрва и барат пилиња и служат кој пиле, кој кафе, колку пилиња поминали и кои пилиња биле. Многу интересна работа, синоња занимација се копит. Altstadt. Одиме преку Altstadt. Интересни ми се мене било. Старите места. Не замислиш тука стотици години. Родители. И така, и сега бараме пат за Луцерн, преку Луцерн за куќи. Ете попат сретна се собраме неколку моторџиевиќа, човече дома се од сите со бројка Луцерн. Увиди пресечување да е јоката. Ќе степни.
Прости ми што те навреди, за ништо веќе не би погреши. Моите зборови заборави, ко да не ни би не кажани. Бакни ме и прегрни ме, ја признав веќе душовината. Дај не мачи ме, ајде прозбори во нас верува судината. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Снегови стојат меѓу нас, со бакнеж можеш да ги растопи. Срце сонува и ќе направи мостот твоите нежни. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Зар некој може да те замени? Зар некој може да те замени? Кузнак. Без престанта те љубам, во твојот
i